Белја во Македонија, масовни погубувања во Македонија, мис Тон најпосле слободна, смрт на македонскиот поглавица, анархија во Македонија, грците ги предадоа македонците. Ова се само дел од насловите на 2285 новински текстови објавени за Македонија во американскиот весник New York Times меѓу 1851 и 1922 година, а кои се најдоа на CD-ROM дискот продуциран од Милчо Манчевски, Марина Костова и Љупчо Шарковски како нивна граѓанска иницијатива. Речиси сите текстови се појавуваат во нашата јавност за прв пат. Режисерот Манчевски и неговите соработници го подаруваат ова издание на државните институции за Илинден. Иницијативата за собирањето на овој материјал потекнала од времето кога Милчо Манчевски го подготвувал филмот Прашина. Има тука и грешки во известувањето, има и некои веројатно тенденциозности, меѓутоа целото тоа е еден пресек, една слика за тоа како се известувало за Македонија во тој период. И тоа само по себе е информација, само по себе е вест. А има тука текстови кои мене ми беа многу интересни како љубител на историјата и на археологијата, како некој што сака повеќе да дознае за самите нас. Има тука едно писмо од 1919 од некој Шугарев, кој му пишува на New York Times барајки формирање на независна Македонија од 1919. Има извештај од киднапирањето на Мис Стоун, има извештај од убиството на Гоце Делчев во која се тврди дека го предал грчки шпион. Министерството за култура ќе го дистрибуира целиот тираж на изданието и за јавноста тоа ќе биде достапно преку Државниот архив, МАНУ, Народната и универзитетска библиотека, универзитетите и научните институти. Ова издание не е комерцијално. 2285 текстови од архивата на New York Times поврзани со Македонија во периодот од 1851 до 1921 година ќе се најдат на CD наменето за помош на научни истражувања. Идејата е на македонскиот режисер Милчо Манчевски, кој како влюбеник во историјата ги проучувал податоците за Илинденското востание и американскиот Див Запад, за да ги искористи во неговиот филм Прашина. Постои едно огромно богатство на текстови во кои откриваме нови податоци за нашата историја и што е уште поважно, откриваме еден однос кон Македонија, кон луѓето кои живееле на овие краишта, еден однос кој се менува и се редефинира. Материјалите веќе се достапни на интернет. Ова е само начин тие да се организираат да бидат физички достапни на едно место и со помош на Министерството за култура да бидат дистрибуирани до релевантните научни институции. Ова да биде еден иницијатор за еден поголем општ интерес за она кои сме, од каде доаѓаме, што се случувало, како сме живееле. Ова е еден подарок за Илинден. Не е планирано дистрибуирање на CD-то во продажба, но доколку постои интерес од граѓаните и инфраструктура, веројатно ќе биде достапно за комерцијална употреба.